Добро дојдовте во топ тема. Европската економија бележи умерен раст, а Европската централна банка во својот последен извештај вели дека иако трговските тензии се намалија, сепак се уште е нестабилно опкружувањето, меѓународното опкружување и тоа би можело да ги наруши синџирите на снабдување, да го намали извозот и да влие врз потрошувачката и инвестициите. Македонската економија како мала и отворена е високо зависна од случувањата во европската, особено германската економија. А на оваа тема разговарам со професорот Глигор Бишев, поранешен председател на Фискалниот совет. Бишев, добро вечер. Добро вечер. Имаме интересни економски теми за разговор вечерва, но сепак пред да стартуваме, ќе побарам реклами, потоа се враќаме назад со разговорот. Назад сме во топ тема, како што веќе најавив, гостин во студиото е професорот Глигор Бишев. Бишев, ја најавив темата. Еве, она што го гледаме дека европската економија, која што е наш најзначаен трговски партнер, каде што оди најголем дел од извозот, преку 70%, бројките покажуваат дека, иако таа е отпорна, сепак има одредени ризици, особено германската економија, која што е некаде околу нулата, се очекува одредено закрепнување во последниот квартал, но како сето ова влијае врз македонската економија и кои се предизвиците во следниот период? Па на глобално ниво истовремено се одвиваат неколку така скоро револуционарни промени. Прво е воведувањето на вештачката интелигенција, второто е зелената економија и енергија, третото е автоматизација и дигитализација и промена на геополитиката на светско ниво. И тоа влијае на реорганизација на економиите во сите земји, поготово во европската, која што претежно доминантно беше на автомобилска индустрија, на машинска индустрија и согласно со тоа и на економиите на Западен Балкан и на нашата економија во Република Македонија. И гледано од тој аспект, тој процес ќе биде долгорочен и ќе бидат потребни огромни инвестиции, заради што и се предвидува дека и на глобално ниво во наредната декада ќе имаме повисоки каматни стапки во однос на оние што беа околу нула во изминатата декада. Веќе Германија пред да се формира новата влада усвои нова програма за инвестиции и за реформи кои што гледаме дека некако тешко се спроведуваат. Меѓутоа тие се околу 500 до 700 милиарди евра и сето тоа ќе има влијание како на светско ниво, така на Западен Балкан и поготово во Македонија. Голем број на работни места ќе исчезнат, ќе се створат нови работни места, ќе бараат нови виштини, Кој сектор е иднината? Па иднината дефинитивно е во областа на вештачката интелигенција, во областа на забавата, на услугите, на IT технологијата секако предничи, да. И најверојатно она што Кейнс го кажал пред 100 години во еден есеј што го напишал, е малку познат, најголем проблем ќе биде како да се справувате со слободното време. И тога и во тој напис Кейнс предвидел дека работната недела ќе трае 2 работни дена и дека работното време ќе изнесува околу 4 часа дневно и најголемиот проблем ќе биде обука и реобука на населението, како тоа слободно време. Но реално колку сме далеку од такво нешто, со оглед дека се зборуваше за 4-дневна работна недела, меѓутоа и тие чекори гледаме дека не се превземаат така брзо нити на глобално ниво, а не во Македонија. Па трендовите се во таа насока, а од друга страна, независно што
досега имавме и автоматизација и вештачка интелигенција, тие паралелно бара и нова работна сила, нови вработувања. Меѓутоа, ова што се случува со ова најнов талас на вештачка интелигенција дефинитивно оди во таа насока да голем број од работите ги врши таа вештачка интелигенција, и тоа не само она што е мануелно, туку она и што е репетитивно во областа на умствената работа, и на тој план се очекува тоа да доведе да се има повеќе слободно време и помалку работни часови. Од друга страна, и светот, и Европа, и Балканот, еден од клучните предизвици е недостигот на работна сила и посебно на квалификувана работна сила. Па добро, за разлика од порано, кога цената на работната сила се одвиваше локално, затоа што се сметаше дека дистанцата што треба да се превали, трошоците за селење, за живење, детерминираат да сепак цената на работната сила е локална, сега цената на работна сила е меѓународна. И гледано од тој аспект, доколку неразвиените економии не конвергираат бргу со економски раст, со ниво на стандард, со ниво на плати, кон високо развиените, тој ќе стане голем проблем за да ја задржат постојната работна сила, поготово за младата генерација. Виенскиот институт за меѓународни компаративни студии правеше анализа за Западен Балкан и во просек 75% од младата популација, тоа значи од 16 до 29 години, тие ја искажуваат нивната желба да живеат и работат во странство. И Македонија особено погодена. А од тоа 50% имаат намера тоа да го направат. А во просек 30% од целокупното население без оглед на возраст има таа намера. Значи, гледано од тој аспект, доколку не дојде до забрзување на економскиот раст, до промена на начинот на живење, тога и Западен Балкан во целина и Македонија ќе имаат проблеми. И гледано од тој план, Обединетите нации од 2012 година веќе не користат индикатор само од колку е животниот стандард, односно бруто домашниот производ по жител за земјите, за да го дефинираат напредокот на одредена земја, туку тие креираат и објавуваат индекс на среќата. И тој индекс на среќата се објавува во месец март. 20 март е ден кој е прогласен од Обединетите нации за денот на среќата, и тој вклучува повеќе индикатори. Значи, еден од тие индикатори е бруто домашниот производ по жител, друг индикатор е шансите што ги добиваат граѓаните, нивната инклузивност, квалитетот на образованието, квалитетот на здравството, интегрираноста, и на тој начин да се дефинира колку граѓаните во одредена земја се срекни и сакаат да живеат во таа земја. И скоро сите земји, членки на Обединетите нации, имаат подпишено повелба во која што на долг рок го прифаќаат индексот на среќата да биде долгорочна цел на креаторите на економските политики. Ке ве вратам назад со она што започнавме во однос на состојбите во глобалната светската економија, но пред се зборувавме за европската. Она што особено е значено за македонската економија е секако случувањата во Германија. Странската побарувачка за германски стоки изминатиот период слабееше, особено со проблем се соочи автомобилскиот сектор. Економијата е практично многу зависна од надворешната трговија и според некои проценки секој четврто работно место во Германија зависно од извозот, но тука се чини дека работите ги комплицираат и политиките кои ги води Доналд Трамп. Колку тоа ги комплицира практично работите? Па, гледано долгорочно, економијата на Европската унија, посебно на Германија и на Јапонија и Кина,
се извозно ориентирани економии. Економии кои што имаат поголемо домашно штедење, отколку што трошат. И нивниот модел беше и се уште е претежно растот да го детерминираат преку извоз. Меѓутоа, тие стануваат толку големи економии што ќе мора да направат и соодветни промени во својата економска политика и растот да не го детерминираат толку многу само на извозот, туку и на домашната потрошувачка. И САД беше и е земја со голем трговски дефицит, кој што беше локомотива на потрошувачката. Меѓутоа, вие не можете долгорочно да трошите повеќе, бидејќи тога и суфицитарните земји ќе треба вам перманентно да ви даваат кредити и да станете една, и САД една од високо задолжените земји. И во рамките на таа глобална промена на состојбите во економиите, германската економија почна да се преструктурира и едно од тие структурни мерки се изгласаните инвестиции од околу 500 до 700 милиарди евра, вклучително и расходи за одбраната, за јакнење на одбраната на Германија. И, значи, моделот за забрзување на растот на страната на понудата е преструктурирањето да не зависат само од автомобилската индустрија и машинската, туку исто така зелена енергија, вештачка интелигенција, смарт економија, а исто така изголемување на домашната потрошувачка. И тоа нема да оди бргу, ќе биде потребно подолгорочно време и тука ќе одат асиметрични движења помеѓу САД, Европската унија, Јапонија и Кина. Исто така Кина својот раст претежно го засновува на извозот, меѓутоа таа е толку голема економија, таа незиниот бруто домашен производ достигна учество од 18% во светската аутпут. И сега светот ќе треба да прави толку голема потрошувачка и да се задолжува за да кинеската економија да може да расте. И од тој аспект прашање на време кога и Кина ќе мора да ја зголеми својата потрошувачка. Македонија како мала економија, таа нема избор. Таа мора својот раст да го засновува на извозот, бидејќи било кој поголем капацитет не може да расте доколку не извезува, бидејќи само домашната потрошувачка е мал. Но голем дел од инвестициите кои што ги имаме се врзани со автомобилскиот сектор, кој во Германија се соочува со проблеми. Па добро, како што Германија се преструктурира, така и Македонија ќе се преструктурира и тоа е неизбежно. И тоа исто така ќе биде долгорочен процес и тоа не само Македонија, целиот свет се преструктурира и она што е битно за економијата и важно е никој пат вие не можете да кажете економијата го заврши својот развој. Значи економскиот развој оди циклично и тоа го знаеме скоро 2 века. На секој 4 години се случува година на рецесија, па просперитет, повторно рецесија и рецесијата е индикатор дека вие мора да ја смените структурата на производството. И таа карактеристика траева со векови, со тоа што сега динамиката е толку голема што тоа оди премногу брзо. Да ги слушаме тука изјавите на ФЕД и Европската централна банка, па ќе ги искоментираме во студиото. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. Our updated assessment reconfirms that inflation should stabilize at our 2% target in the medium term. The new Eurosystem staff projections show headline inflation averaging 2.1% in 25, 1.9% in 26, 1.8% in 28, 1.8% in 27 and 2% in 28. For inflation excluding energy and food,
staff project an average of 2.4% in 25, 2.2% in 26, 1.9% in 27, and 2% in 28. Inflation has been revised up for 2026, mainly because staff now expects services inflation to decline more slowly. Economic growth is expected to be stronger than in the September projections, driven especially by domestic demand. Growth has been revised up to 1.4% in 25, 1.2% in 2026, and 1.4% in 2027, and is expected to remain at 1.4% in 2028. Although important federal government data for the past couple of months have yet to be released, available public and private sector data suggests that the outlook for employment and inflation has not changed as much since our meeting in October. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 1/4 percentage point. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. This further normalization of our policy stance should help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend toward 2% once the effects of tariffs have passed through. The adjustments to our policy stance since September bring it within a range of plausible estimates of neutral and leave us well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Да, изјавите на Лагард и Пауел се дадени изминатата недела кога беа донесени практично и одлуките во делот на каматните стапки. Ќе биде ли инфлацијата и во следната година клучната тема за која што ќе се разговара на глобално, особено во Македонија, со оглед дека стапките од последните податоци кои што излегоа се 4% инфлација во Македонија? Па добро, инфлацијата е тема за секогаш, бидејќи кога вие имате бавен раст на цените, тоа значи дека економијата не е динамична. И да, но граѓаните поинаку го перцепираат сега. Сите се жалат и велат влегуваме во дефлација. Значи, дефлацијата као феномен е повоше од инфлацијата. И тука централните банки на САД и на Европската Унија како цел им е просечната стапка на инфлација во период од 3 до 5 години да не во просек да изнесува 2%. До пред 2 години тоа беше да не надминува 2%. Што укажува дека оно што и претходно го кажав, дека економијата се циклично развива и од тој аспект во некои периоди ќе има забрзување на инфлацијата, во некои периоди ќе има успорување, меѓутоа не да доведе до нулта инфлација или до негативна инфлација и не до инфлација некоја која што е значително повисока од просекот до 2%, за да економските субјекти почнуваат да вградуваат високи очекувања за инфлацијата, за растот на цените. И тогаш тоа е многу лошо за економијата, бидејќи никој не размислува да го зголемува производството, туку како да се заштити од растот на цените. И како што гледаме, европската економија успеа да ја спушти инфлацијата близко до 2% и за наредните 2 години проектира стапка на инфлација околу 2%, 1,8-1,9%. САД, за разлика од европската економија, која што во изминатите 3 години растеше меѓу 0 и 1%, а америчката економија растеше во претходните години со околу 3%, оваа година проценката е околу 2%,
Меѓутоа, со доаѓањето на Трамп, тие го запреа увозот на работна сила. И на тој начин се јави притисок на зголемување на платите и на надниците. Исто така, со воведувањето на царини, тоа значи дека увозните цени, односно цените на увозните стоки и услуги, ќе се зголемат. Во просек, за висината на царините, а тоа е околу 20 до 25%. Добрата работа за СБ е што учеството на увозот во бруто домашниот производ на САД учествува меѓу 9 до 12%, што значи 25% раст на цените ќе има ефект на царините, ќе има околу 2 до 2,5% ефект врз зголемувањето на стапката на инфлација и тој ефект не е исцрпен во САД. Се очекува да биде исцрпен некаде до јуни-септември наредната година. И затоа Федералниот резервен систем е многу повнимателен спрема инфлацијата и намалувањето на каматните стапки за разлика од Европската централна банка. Македонија со фиксниот девизен курс е врзана за еврото и еврозоната, како што напоменавте, најголемиот дел, 65% од надворешно трговската размина се врши со еврозоната, каде што стапката на инфлација ќе биде околу 2%, и значи ние нема од каде да увеземе висока инфлација. Доколку произведеме повисока инфлација, таа би била од домашни фактори. Да го објасниме тоа, во моментот имаме високи стапки, упорна инфлацијата во Македонија. На што се должи? Што е тоа што ја движи инфлацијата? Инфлацијата има одредена резистентност во намалувањето. И за разлика кога доаѓа до забрзување на инфлацијата, тоа оди доста брзо, скоро инстантно. Кога има успорување на инфлацијата, на брзината, тоа има резистентност. И сега, тука вие ко носител на економската политика, особено Централната банка, не ви е вам проблем да соборите инфлацијата. Бидејќи ќе ги зголемите брзо каматните стапки, ќе воведете монетарни рестрикции, ќе го намалите растот на кредитите и паричната маса, инфлацијата ќе се намали. Работата е да ја намалите инфлацијата без да предизвикате рецесија, односно да не доведете контракција на производството. И затоа во принцип носителите на економските политики и централните банки посебно се доста внимателни и проценуваат дали инфлацијата забрзува и се потребни дополнителни мерки на планот на кредитите, монетарните агрегати, паричната маса и каматните стапки да се зголемат, или со постојното ниво на каматните стапки вие ќе успеете да ја спуштите инфлацијата и на страната на производството да не влијаете со негово намалување или барем минимално намалување. Ако гледате, ЕЦБ некаде од февруари, ноември минатата година до денес ги намали каматните стапки за 2-3 пати. Централната банка на Република Македонија ја чуваше каматната стапка непроменета 5,35%. Што значи дека Централната банка го успори намалувањето на каматните стапки за да ја собори инфлацијата. Нормално, таа секој пат може да каже не сум задоволна со брзината на соборување на инфлацијата, ќе ја зголемам каматната стапка. Меѓутоа, као што кажав, секој лек има и негативни споредни ефекти и ја верувам дека ние ќе ја собориме инфлацијата и тука клучно е да не се створат дополнителни инфлаторни очекувања. Се додека не се стварат дополнителни инфлаторни очекувања, носителите на економските политики имаат време.
Координирани ли се централната, монетарната и фискалната политика во поглед на соборување на инфлацијата? Па, ние треба во поширок контекст да ја гледаме состојбата, значи секоја економска политика има неколку цели. Нема една цел да кажеме само да ја собориме инфлацијата. Значи прво цел ви е вам да имате висок економски раст, да имате зголемување на животниот стандард, да имате стабилни цени, да имате стабилен девизен курс, да имате стабилен платен биланс. И овие цели на долг рок се хармонизирани, односно се меѓусебно неконфликтни. Меѓутоа, на краток рок, тие цели се конфликтни. Вие, ако сакате пребрзо да ја соборите инфлацијата, ќе го подкопате економскиот раст. Ако сакате да го забрзате економскиот раст, бидејќи вие ја зголемувате домашната потрошувачка, вие ќе влијаете на забрзување на инфлацијата. Прашањето е каков микс ќе направите. Имаме ли сега добар микс, се носат ли соодветни политики? Па видите, во моментот македонската економија расте со 3,5-3,6%, економскиот раст ни се забрзува, инфлацијата стагнира или благо опаѓа, платниот дефицит не ни се зголемува значително, девизниот курс е стабилен и гледано од тој аспект економските политики даваат резултати. Прашање е сега динамиката, дали сме задоволни, дали е потребно некоја корекција или да се зголеми дозата на одредена терапија. Меѓутоа, мислам дека наредните месеци тој одговор ќе го знаеме, меѓутоа се движиме во добра насока. Кога бевте председател на Фискалниот совет, имаше и еден извештај во однос препорака кој што се однесува во делот на пензиите и состојбите на пензискиот фонд, кој што знаеме дека се соочува со голем дефицит внатре и парите кои што се неопходни мора се трансферираат од буџетот, стигнаат до 40% од прилика колку што е дупката во фондот. Она што тогаш беше препорака е да се зголеми старосната граница за пензионирање, меѓутоа тоа владата секако го утврди и кажа дека такво нешто нема да се случи. Прашањето е како да се подобри состојбата во пензискиот систем. Што е она што треба да се направи или промени, какви реформи можеби треба да гледаме? Значи вака, ние направивме анализа за дали зголемувањето предизвика реакции тоа во јавност на пензиите може самиот пензиски фонд да го затвори или ќе треба долгорочна буџетска поддршка. И проценка е дека 40% трансфер на средства од буџетот на долг рок представува преголем товар за буџетот, бидејќи буџетот не е да имате вие некое грне кај што има пари средства. Треба да се приберат од некаде. Треба од некаде да ги земете. И сега прашање е дали тие средства ќе се приберат преку даноци, преку придонеси или преку стапката за придонес на пензискиот фонд. И во таа анализа беа дадени повеќе согледувања, дали да има корекција на стапката, дали границата да се зголеми, и во тоа се излече една мерка што се дискутираше, меѓутоа материјалот беше за дискусија. И Фискалниот совет по правило не е тело на носител на економската политика, туку тоа оцени дека на долгорочниот ризик од 40% да се трансферира е висок. И со тоа сите се сложуваат, тука нема разлика меѓу ставот што го изнесе Фискалниот совет, и се носителите на економската политики кажа дека
што е од краток карактер, краток рок и пред се, и тоа е и во фискалната стратегија изнесено, дека се очекуваат доста позитивни ефекти од борбата против сивата економија, дигитализација, воведување на e-фактура и на тој начин да се зголемат и буџетските приходи и приходите во фондот за пензиско осигурување. Кога зборувате за сивата економија, да, предвидено е во фискалната стратегија дека таа ќе се намали во висина од 26% од БДП преку соодветни мерки кои што ќе се привземат, но се гледаат ли еве ни самиот буџет реална борба со сивата економија, ако ги гледаме бројките внатре, подетално? Видите, во принцип буџетот е одраз на приоритетите и макроекономските политики што ги зацртува одредена влада и буџетот само финансиски ги покрива потребите на поделните министерства. И кога се кажува ќе треба да се направат реформи, тоа не значи дека пред се реформите ќе ги прави Министерството за финансии или буџетот, туку реформите треба да ги прават останатите реални сектори, а буџетот потоа да се преструктурира зависно од тие реформи. И на тој план, она што е позитивно и го истакна и Фискалниот совет во неколку наврети, е дека владата во октомври 24 година ја усвои економската стратегија за развој на Република Северна Македонија, која што беше изработена под покровителство на UNDP, учествуваа голем број експерти од земјата и странство и се моделираше растот, економскиот раст до 2040 година и се понудија две сценарија. Едно сценарио да продолжи како и досега, без значителни структурни реформи, кое изфрли просечна стапка на економски раст од 2,5%. И друго сценарио кое се нарече инклузивно сценарио со структурни реформи, кое во просек би довело македонската економија да расте меѓу 4 и 4,5%. И врз основа на овој документ што го усвои парламентот, ја верувам дека владата и сите институции своето делување ќе го насочат во таа насока и сите посакуваме економски раст од 4,5%. Колку е реално достижен тој раст и зошто еве не го гледаме низ годините назад? Па, ние забораваме дека Србија во 2012 година имаше долг околу 80% од БДП. Имаше негативна стапка од економски раст од минус 3%, висока невработеност, беше презадолжена, висок буџетски дефицит, за да 2018 да стане звезда во регионот и да остварува висок економски раст. И да гапот во развиеност во 24 година го зголеми значително, се додека не се јавија студентските протести. Значи, можно е, не само Србија, го кажав као пример, затоа што ние најблиска во регионот, има голем број на земји. Клучно е да веруваме дека можеме. Второ, да се подпреме на младата умна генерација, која гледаме дека успева во странство, е високо квалификувања, знае да инвестира, знае да прави производи, да продава и да ги насочиме економските политики тука и буџетска, и монетарна, и еколошка, и се она што е неопходно, за предуслови
за тој раст и институциите да бидат во функција на тој раст. Го споменавте задолжувањето и на Србија. Во моментов јавниот долг во Македонија е 9,7 милиарди евра, што е 57,6% од бруто домашниот производ, веќе следната година е планирано задолжување од околу 1,9 милиарди евра во план издавање на еврообврзница. Како сето ова може да влијае дополнително на нашето задолжување, на јавниот долг и кои се ризиците? Добро, постојат неколку правила за задолжување. Значи, првото правило е вашата задолженост, односно вашиот долг према БДП ќе ви расте доколку реалната каматна стапка по која се задолжувате е повисока од реалниот раст на брутодомашниот производ. Во сите години на Македонија просечниот раст е 2,5%. Македонија имаше стапка на инфлација околу 2%, значи целокупниот долг мораше да расте. Значи, првото клучно прашање е дали Македонија може од една страна да го заврза економскиот раст, ако сакаме да се планираме стратегија на раздолжување, а реалната каматна стапка по која се задолжуваме да биде пониска од реалниот економски раст. И тоа може да го направиме на два начина. Прво, како и секоја банка кога одиме да се задолжиме, кредиторите да не гледат дека сме високо кредитно способни, односно да добиеме кредитен рейтинг А, наместо ББ+. А тоа значи перформансите на македонската економија и институциите да се оценат као ниско ризични. Као и кај секоја друга банка. Вие одите кај банка и велите донесете ми колку се вашите приходи од плата, колку вашите приходи од кирија, од дивиденда и банката направи кредитен рейтинг, кредитна способност и каже вие можете да земете кредит, не можете, ако можете, по која каматна стапка. Исто кога државата оди да позајми кредит, вие одите и ако ве оценат ризичен, тога каматната стапка е висока. Значи, во целиот овој период, странските кредитори ја оценувале Македонија ризична и затоа тие барале повисока каматна стапка. Колку ризикот ќе паѓа, толку каматната стапка ќе е пониска, а исто така мораме овие просечни 2,5% да ги изголемиме барем на 3-3,5% и тога и раздолжувањето на Македонија спрема кредиторите, било домашни, било странски, ќе почне да се намалува. Во спротивно тоа ќе расте и нормално буџетските дефицити да треба ли да бидеме се загрижени? Под контрола. Кусо, само па да одиме со реклами. Не треба ниту да бидеме незагрижени, ниту да бидеме загрижени. Значи, дипломатски одговор. Не, види, ние треба да ги менаџираме состојбите. Како што секоја компанија, секое физичко лице ја менеџира својата кредитна способност и вели ја не смеам да се доведам да не го вратам кредитот, исто Македонија треба да ја менеџира своите перформанси и не смее да се доведе во состојба. Значи, од тој аспект, одговорот е доколку ефикасно менеџираме, воопшто не треба да сме загрижени. Добро, одиме со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во топ тема. Глигор Бишев вечерва мој гостин. Бишев, на крај сме на емисијата, па еве кусо она што ни останува како дилема е слабата реализација на капиталните инвестиции. 60% од прилика е до средината на декември, на што се должима различни теории во однос на тоа дека можеби и намерно се прикажуваат на тоа ниво затоа што
се чека да се исплатат одредени фактури, се држат во фиока, или пак поради тоа што немаме капацитет за реализација? Па факт е, ја повеќе би сакал да верувам, и факт е дека процентот на реализација низ години уназад е низок, значи нашиот капацитет да реализираме проекти е мал, и на тој план би требало да се направи соодветна проектна единица на ниво на влада, да се обучат соодветен број на вработени, кој што ќе го координира реализацијата на капиталните објекти. Тоа е битно, бидејќи амбициите за повисок економски раст ќе бараат околу 7 до 8% јавни инвестиции од бруто домашниот производ. Ние сега сме на околу 4%. И гледано од тој аспект, јакнењето на капацитетот, и тоа е констатација и на Светската банка и на меѓународните институции, дека мораме да го јакнеме капацитетот за јавно инвестиции, на селекција на приоритети и нивна реализација. Бишев, ви благодарам за гостувањето во Топ тема. Ви благодарам, Иван. Ние продолжуваме со уште еден разговор. Бизнис советник од Институтот за симбиотика. Со него имаме интервју како до поголема продуктивност на вработените и градење на посилни лидерски капацитети кои директно влијаат врз успехот, стабилноста и развојот на секоја фирма. Со бизнис советникот Лазар Јуров од Институтот симбиотика, кој соработува со швајцарскиот проект за модернизација, разговаравме како овие предизвици полесно да се надминат преку бизнис диагностика. Таа е клучна не само во дефинирање на најголемите предизвици со кои се соочуваат фирмите, туку и како да изградат силна организациона култура, стабилни тимови и одржлив раст. Марија Митева разговараше. Господине Ѓуров, што денес најмногу ја кочи продуктивноста на македонските компании? Ако ги прашате собствениците, ќе кажат работниците, но тоа што ние го правиме преку диагностиката, лоцираме дека покрај другите предизвици, еден од главните предизвици е што нема јасен фокус, нема јасни задачи, нема јасно дефинирани процедури, нема доволно усогласеност меѓу тимовите, и во обидот да се направат работите, вообичаено се прават напред-назад, се троши време, се прави нешто, па се враќаме од почеток и на крај добиваме продукт за кој што се потрошило многу време. Кои се најчестите предизвици со кои што се соочуваат македонските компании во однос на мотивирање на вработените? Првиот и главен предизвик е што фокусот е, се верува дека само со платата може да се мотивираат вработените. Дефинитивно платата е важна, но таа се смета за хигиенски фактор. Даваме плата до одредено ниво и потоа таа не функционира. Еден од главните демотиватори што причинува незадоволство е непрепознавањето на трудот. Вообичаено во компаниите има луѓе што многу работат, некои што не толку работат, но изедначувањето и нејасно поделувањето на кои се тие што придонесуваат и за разлика од другите прави демотивација. Вообичаено недавањето на фидбек на луѓето дека нешто добро направиле и исто така немањето на можност за развој. Кога некој работи, покрај тоа што работи за да земе плата, сака да се реализира, да се надополни, да има можност да направи нешто плюс. Што покажува вашето досегашно искуство, односно што треба да преземат компаниите со цел да ја зголемат мотивацијата кај нивните вработени? Прво е редовен фидбек за тоа што е сработено, редовен и асертивен фидбек за да луѓето јасно знаат што прават. Добро лидерство, значи лидерите да се луѓе кои што ќе изградат релација со луѓето, ќе ги водат, ќе се поврзат со нив и давање на можности за развој. Да на луѓето им е јасен кариерниот пат. Ако ова го направам, што е следното ниво, со тоа и е јасно дека ќе добием плюс и обврски, но и финансија, на таков начин и компанијата ќе добие понезависен вработен кој што повеќе ќе придонесува. Ги споменавте лидерите. Колку е важна организацијската култура во една компанија за зголемување на нејзината продуктивност? Организацијската култура е нов концепт во македонските компании, но интересно да се напомене дека е нешто што на светско ниво или во теоријата за организацијско однесување се дава голема важност. Тоа е
како што вика Питер Дракер, невидливото чудовиште кое што во основа ги јаде стратегијата и плановите за доручек и ручек и се останато за вечера. Значи, културата е начинот на кој што луѓето се однесуваат или научиле едни од други како да се однесуваат. За жал, е нов концепт кај нас, меѓутоа работењето на директна промена на културата прави компаниите и луѓето внатре да се однесуваат на различен начин. Тоа е поедноставено кажано, кога нас ќе кажат таков ни е менталитетот. Зошто така се однесува менталитетот? Па секоја компанија има свој менталитет. Кога ќе се изгради менталитетот правилно, да луѓето се грижливи, внимателни, фокусирани, одговорни, се обидуваат да ги завршат работите најбрзо можно, најефикасно со тимска работа, всушност ние програмираме однесување. А во основа организацијската култура е сенка на лидерот. Како лидерот се однесува, какви одлуки носи, така луѓето пресликуваат и го преземаат тоа во однесувањето. Што треба да направи еден лидер според вас кога ќе забележи одреден пат на мотивацијата или пак конфликт кај вработените? Прво да не брза со одлуки што треба да биде направено, да слуша внимателно, да разбере од каде иде демотивацијата. Многу е важно да разликуваме симптом од диагноза. Може пад на мотивација да има заради различни причини. Ниска плата, лоши односи, недобар однос од раководителот, лоши услови за работа. И кога ќе се открие каде е причинител, дури тогаш да се преземат акции. Значи да не се брза со брзи решенија, туку да се открие од каде иде и на тоа да се стави фокус. Она што е интересно за нашето подневие е што ние на конфликтите гледаме како на нешто негативно. Ако има различно мислење, ако има поинаков став, ако се отвори дискусија, значи некој тука тера инат. А во основа теоријата и организацијското однесување покажува дека кога некој искажува различно мислење, тој размислува. Тој сака да каже став, тој сака да каже дека може поинако. Така да првично е важно лидерите да ги прифатат конфликтите како можност преку која што низ дискусија ќе може да се подобри одлуката. Но тоа воопшто не е лесно, затоа што кога има конфликт има емоции, секој се држи својата страна, менаџерот мисли дека е во право, треба да попушти, па како да попушти да не му падне авторитетот. Значи една сосема различна динамика, но она што е важно да знаат дека без конфликти нема напредок. Дури кинезите имат еден интересен знак за конфликтот кој што се толкува на два начини, како опасност и како можност. Јас ги охрабрувам македонските менаџери и лидери да гледат на конфликтите како на можност да дознаат што мислат луѓето. И преку тој заеднички диалог да се смисли ново решение што ќе биде поадекватно. Вообичаено од озгора работите изгледаат многу поедноставни него од оздола и добро е да се спои мислењето и стратегијата на лидерството со мислењето на луѓето под себе и заедно да искреираме нешто што во пракса ќе даде резултат. И да го поврземе и со мотивацијата. Сосема различно е кога правиш нешто што дошло од тебе. Ти си го предложил, а сосема различно е кога го правиш зашто некој ти рекол да го правиш. Така да една од алатките за мотивација да успееме предлозите на луѓето да ги вградиме во решенијата, без разлика што првично се различни, и така да создадеме нивна вклученост, нивно идентификување со задачите и нивна поголема мотивација. Се минува ли во последниве години концептот на лидерство во компаниите? Дали традиционалниот модел на менаџер е веќе надминат? Не е надминат, ама има тенденција за надминување. Најголем причинител за тоа се новите генерации, кои што едноставно не трпат авторитет затоа што јас сум шеф. Бараат поинаков пристап, бараат поврзување, бараат смисла, бараат некој да ги води, не се подчинуваат само колку да се подчинат. И тоа води до тоа да раководителите мора да учат поинако да работат. Да работат не од позиција на авторитет, јас ќе ти кажам ти мора да извршуваш, туку како да се поврземе, да се разбереме, да те разберам, да ги прилагодам работите на тебе и од тука заедно да ко-креираме. Колку лидерите на компаниите имаат слух за да чујат со какви проблеми се соочуваат и да ги имплементираат мерките кои што би ги предложиле со цел подобрување на процесот на работа? Зависи колку време се во мака. Тие што се подолго во мака и се соочиле со тоа дека таквиот стар пристап донело до тоа да падне мотивација, квалитетни луѓе си заминат и немаат каде,
побрзо се отвараат. Тие што повикуваат консултантство или обуки затоа што сите прават тимбилдинзи, е фенси да правиме тимбилдинзи, вообичаено не слушаат фидбек. Меѓутоа, кога ќе дојдат до мака, разбираат дека тука нешто не функционира. Ако има голем обрт на луѓето си заминуваат, не можеме да ги задржиме, а гледаме кога ќе отидат во конкурентски фирми, таму остануваат, веројатно има проблем кај нас. Во исто време е тешко да си лидер кој што ја донел компанијата до некаде и во еден момент да сватиш дека твојот начин на работење веќе не функционира. Но мој апел е што побрзо освестат дека времињата се менуваат, луѓето се менуваат, дека ќе мора и лидерството да се менува. Каква улога во иднина ќе има технологијата и вештачката интелигенција за подигнување на продуктивноста на компаниите? Ќе игра значајна улога заради тоа што репетитивните задачи, тоа што може да се прави преку вештачка интелигенција ќе се прави многу побрзо. Затоа што денеска се подигнуваат ботови за разни основи, за дури на ниво на комуникација со клиенти, но никогаш нема да може да ги замени луѓето, затоа што луѓето се креативни, може да смислуваат нови работи многу повеќе од контекст. Така да јас во иднината гледам дека ќе се случи супер синергија меѓу луѓето и машините и artificial intelligence и роботите, но важно е дел од луѓето да сватат дека мора да направат преквалификација. Основните работи ќе ги прави вештачката интелигенција, ама луѓето нема да останат без работа, само треба да се преквалификуваат зашто ќе излезат нови задачи. И охрабрувам повеќе да ја користиме затоа што навистина може да ни помогне на нас луѓето да се ослободиме од некакви репетитивни задачи. Може ли да споделите одреден позитивен пример кога од вас било побарано да направите одредена диагностика на компанијата со цел нејзин развој и зголемување на мотивацијата и продуктивноста кај вработените? Има различни типови на консултантство. Има консултантство кое што се вклучува заради проблеми и консултантство што се случува заради напредок. Например, имаме фирми во кои што сме повикани затоа што компанијата има раст и главниот извршен директор гледа дека он не може да се посвети на стратешки задачи. Таму, например, е компанија која што сега во моментот е број 1 на пазарот во својата индустрија, а тогаш не беше. Освестија дека порасна и дека менаџерот во еден момент седнува и преговара со светски дистрибутер за продуктите што они ги продаваат, а во истиот момент му се јавуваат од сервисниот центар и го прашуваат за некакви основни работи. Дека се јас во еден момент носам одлука од 1000 евра за некои 50 евра и свати дека треба да се воведе middle management, среден менеджмент и тоа беше успешно направено. Интересни се компаниите кога од мали стануваат средни, кога еден предприемач работел и бил се и разговарал со сите, одеднаш тоа толку многу пораснува што не може да го контролира, ама нема опис на работни места, нема процедури, нема дефинирани улоги и тогаш влегуваат консултантите да тоа го постават и одеднаш таа компанија од мала станува средна, ама веќе менаџерот може да се посвети на други задачи. Интересни се ситуации кога се решаваат конфликти меѓу вработени. Така, вообичаено не викаат ајде направите обука за конфликт менеджмент, ама ние не сакаме одма да работиме тоа што ќе ни се каже, туку истражуваме и забележуваме дека многу пати конфликтите не се на лична основа. Туку има недостаток, недоволно организиран процес, не е јасно кој што работи, па тие почнуваат на лична основа да мислат дека некој некого мести, или лидерот нема доволно вештини за стрес менеджмент, па вика, па создава тензија, па луѓето ја префрла тензијата меѓу себе. Така да има различни примери кај што и убаво е да се види како секоја компанија е уникатна. Прво се прави диагностика на состојбата и од таму каде што е се применуваат различни типови на решенија, исто како на доктор. Глава може да ве боли од било што, ама ако не диагностицираат од што, може да ви дадат лекови, а да не го даде ефектот. Ви благодарам за издвоеното време. Фала и на вас. Гледавте Топ тема, ви благодарам за вниманието, останете и понатаму со нашата програма.